Денеска го посетивме секторот за внатрешни работи Скопје, како еден од најзначајните сектори и ме информираа за состојбите како помина новогодишната ноќ. Сакам да информирам дека навистина имаме огромно намалување на кривичните дела и прекршоци кои што се случиле оваа новогодишна ноќ. Главно била мирна и стабилна, за разлика од годините пред нас. Ако направиме споредба со 2016 година, односно 2017 година, имаме тренд на намалување. 2017 година сме имале 37 кривични дела и 10 прекршоци. До 8 часот сабајле имаме пријавено 9 кривични дела и 8 прекршоци. Секако дека во текот на денот и сега има пријави на некои нови кривични дела кои што ќе бидат пријавени и по кои што колегите ќе работат, меѓутоа генерално можеме да бидеме задоволни од сето она што го работевме како Министерство за внатрешни работи во периодот што беше пред празниците, пред се во делот на превенцијата, пред се едукација и превенција во делот на употребата на пиротехнички средства, така да во цел еден сегмент имаме навистина состојба која што може да не прави задоволни и состојба која покажува дека ако се работи во континуитет подолго време и превентивно, има резултати. Така да очекувам дека ваквата активност, ваквата работа на Министерството за внатрешни работи ќе интензивираме во наредната 2018 година. Ќе работиме многу на подобрување на условите на полициските службеници, условите за работа и заеднички со граѓаните да допринесеме за побезбедна Република Македонија. Министре, на кои кривичните дела на која област од законот се однесуваат? Кривичните дела пред се тешки кражби, имаме разбойништва и имаме напад на службено лице, првршена работа во областа на безбедноста, предизвикување на општа опасност, од прилика тоа се кривичните дела, додека нарушувањето на јавен ред и мир имаме пред се со поединци кои што го нарушиле јавниот ред и мир во угостителски објекти.